Благодарам. Еден закон кој што е прилично квалитетен, кој што треба да оди во насока на заштита на стандардот на граѓаните. Изненаден бев што на денешната седница на Комисијата за економски прашања немаше поднесено амандмани, иако некој од опозицијата го критикуваше овој закон, дека бил закон за пиар, дека немало да го даде квалитетниот резултат кој што го очекуваат граѓаните. И некако тоа стана пракса во собранието, да од една страна се критикуваат законски решенија, се критикуваат мерки на владата, кога ќе дојде време за расправа со амандмани, да не се поднесуваат амандмани, да нема никаква дискусија. И сметам дека е несериозно, но тоа на крај нека го ценат граѓаните, бидејќи ова е една сериозна тема за дискусија и ја разбирам дека треба да се формира политички производ кој што на дневно ниво треба да генерира некој настап во јавноста, дали пресконференција, критика некоја и така натака, но тие нека го прават тоа што го знаат најдобро, ние ќе го правиме тоа за кој што не гласале граѓаните, а тоа е да создаваме, да продуцираме мерки кои што треба да го зголемат животниот стандард, односно да го заштитат стандардот на граѓаните, бидејќи во претходните 5 или 6 години имаме навистина многу сериозен проблем по овој однос. Она кое што како влада сакавме досега да го направиме, ова е трета мерка поред. Првата беше ограничување на бруто профитната маржа, нешто кое што беше новитет, бидејќи претходната влада одеше во насока на ограничување на маржата, но и замрзнување на производите. Втората беше во договор со трговците, со добавувачите, со производителите, да се договориме без некоја одлука на влада, без да наметнуваме нешто, да ги поевтинат производите кои што тие сметаа дека треба да ги поевтинат, и во таа насока испаднавме фер, бидејќи не сакавме да водиме рестриктивна политика и да го ограничуваме слободниот пазар. Но наместо да добиеме фер однос, ние добивме однос кој што не е фер. Граѓаните реагираа, државниот пазарен инспекторат мораше да излезе на терен и ефектите кои што тие самите ги кажуваа дека ќе се постигнат, не се постигнаа. Сега одлучивме да идеме во две насоки, да ги прифатиме праксите кои што се добри во би рекол земјите од западот и да направиме еден систем на мерки кои што ќе ги опфаќа сите дотогаш познати мерки во државата. Тоа беше во насока на замрзнување на цените на едни најстандарди 8 производи кои што ги купуваат граѓаните, замрзнување на цените на бруто профитната маржа на огромен број на други производи и вториот начин е соносење на овој закон, каде што ќе може да бидат јавно објавени цените. Во текот на вчерашниот ден, кога веќе јасно стана дека ќе го поднесеме ова законско решение, истото го кажа и премиерот на пресконференција, но и пред неколку дена го соопшти јавно на пресконференција дека подготвуваме ваков закон, како и се досега несериозно квалификувано од опозицијата, но што да очекувате од некој кој што до таа мера му иде креацијата, па може да видиме како нивни апологети одат по медиумите, го критикуваат председателот на Соединетите Американски држави, даваат несоодветни квалификативи за големи планетарни настани на кои што учествува нашиот премиер и официјални лица од владата, па зошто тогаш не би критикувале ваква мерка? Но тука треба да се отвори прашањето и за улогата на сите оние кои што се учесници во овој трговски пазар, а тоа се оние учесници во ланците на трговскиот синџир, но и синдикатите. Нешто за кое што сакам да кажам дека во собраниево, во претходните, слободно ќе се земам за право да кажам, 10 години, никој не ги примал почесто од пратеничката група на ВМРО ДПМН, најчесто колешката Дафина, колешката Ели, други колеги, меѓу кои некогаш сум бил и јас, да разговараме за отворени прашања кои што нив ги мачеме. И сега имаме еден случај каде што наместо тие учесници во тој трговски синџир, кога им беше дадена шанса сами да испочитуваат, не испочитуваат, се занимаваат со политика и можеме почесто да ги видиме во јавноста како политички аналитичари наместо како стейкхолдери кои што треба да даваат решенија за одредени прашања.
И јас се сеќавам на моменти кога овие кои што сега тука им се празни клупите и кои што дојдоа до ниво да му бидат портпарол на оној кој што претходно го критикуваа, тој кој што во собраниево ни беседи ни кажува како требало да се однесуваме, какви се правните протоколи, а прв прави преседан кога е неговиот политички интерес, прв прави преседан, и да бидеме реални, кога еднаш ќе направите преседан во функционирањето во собраниската пракса, понатамо повеќе не може процедурално да го оспорувате затоа што вие сте направиле преседан. Истите тие, кога ги бркаа на клоци од владата, кога им подпишуваа колективни договори кои што потоа не ги почитуваа, ние бевме единствените кои што ги примаа во собранието и сега се многу креативни. Сега е таму борба за превласт, кој ќе добие репрезентативност, но треба да знаат дека премисата, кованицата дека нема да биде како до сега, не важи само за криминалот во институциите, туку важи за се. Ако сме рекле дека нема да биде како до сега, нема да биде како до сега. И ако сме рекле дека храбро, без разлика на политичката цена која што некоја влада мора да ја плати, или треба да ја плати, или политичкиот куршум, како што кажува премиерот, тоа не е ништо во споредба со стандардот на граѓаните. Ако некој сака да представува група на работници фере, да им каже што владата им понудила како опција за покачување на платите. Ја такво нешто не слушнав. Ама фере да им каже и колку плата земаат како председатели на синдикати. Фере да се доставуваат барања на владата, но фере да се кажува и целокупната вистина за тоа како иделе преговорите. Фере да барате права, фере да нудите мерки од страна на синдикати, од страна на комори, но рете да кажете на таквите состаноци што било понудено од страна на владата, а што сте побарали и вие како некои кои што сте биле представници на коморите. И сега дека наш суштински интерес е да го заштитиме стандардот на граѓаните, не е суштински интерес некој од учесниците во овој трговски ларец да носи пари во владата, да спонзорира фудбалери по институциите, да го спонзорира топ стрелецот кој што е сега на американската црна листа, тоа веќе дека до сега не го може и не е како до сега, треба да разберат дека ако не бидат општествено одговорни, во оваа држава има институции кои што наместо нивните пари ја сака социјалната правда. Ама не социјална правда како овие кои што се сега коалиција, лажните револуционери, криминалците од првите 4-5 реда и нивните помошници од последните 2 реда, зашто тоа како до сега нема, треба да разберат дека ќе има мерки кои што ќе го штитат стандардот на граѓаните. Сега, затоа овој закон обврзува да на дневно ниво сите оние кои што се учесници во овој трговски маневар на простор, општествен простор, треба да ги објавуваат цените јавно. И тоа треба да го прават за секој маркет на дневна основа, за да можат граѓаните да одберат каде ќе ги трошат нивните пари. Бидејќи македонскиот купувач е дисциплиниран, продолжува да пазари, а гледаме дека некои работи едноставно излегуваат од контрола и дека некоја желба за профит излегува од контрола. Гледаме дека некој не може да разбере дека треба да биде општествено одговорен кон сопствените купувачи, бидејќи има прекомотна позиција. А прекомотната позиција се руши со конкуренција. И токму тоа е овој закон. Да создадеме поголемо ниво на транспарентност во конкуренцијата, за да може македонскиот купувач да одбере каде ќе ги троши парите. Бидејќи ќе се согласиме сите дека не е нормално да имаме цени во маркетите каде што се највисоки на балканско ниво. Не е нормално да имаме повисоки цени во нашите маркети него што имаат земји во опкружувањето кои што се членки на Европската унија. Не е нормално. Но со оглед дека многу луѓе во многу дејности одбиваат да разберат дека нема да биде како до сега, ние најавивме дека во оваа битка ќе има неколку полувремиња. Дека некој ќе треба да направи ревизија и на цените во белата техника, дека некој ќе направи ревизија и на цените во аптеките, па да видиме зошто македонските граѓани плаќаат најскапи производи во белата техника. Да видиме зошто плаќаме најскапи лекови и така натака. Затоа со усвојувањето на овој закон, веќе од денеска ќе наметнеме обврска учесниците во овој
трговски ланец, веднаш да ги калибрираат своите цени и да направат простор за да ги објавуваат на веб страниците, а соодветно на тоа паралелно даваме обврска и на државниот пазарен инспекторат и да казнува по истиот основ. На тој начин ние сме сигурни дека во наредниот период ќе има намалување на цените кое што ќе биде прифатливо и за македонските граѓани. И благодарам. Благодарам.